Тема за денеска ја насловив како повеќе од послушност. И сега се прашувате, може би, зашто ќе стане збор? Што зарем треба нешто повеќе од послушност? Па мене ми е тешко да бидам послушен, па уште и нешто повеќе од тоа. Ќе почнеме со еден пример. Еден земјоделец, или како што денеска ги нарекуваат онака модерно фармери. Значи, еден фармер требало да замине на некое подалечно патување, да биде одсутен подолг период, па му оставил на својот син и му рекол: собери ја ти жетвата и посеј. Значи, за следната година, нека стане збор за пченка, да речем. Во ред, синот рекол: нема проблем, ќе средам јас сето тоа. И после известно време, неколку месеци, се враќа неговиот татко од тоа патување и прво ги гледа по линијата, има што да види. Да, се гледа тамо нешто никнато пченка, ама коров, трева, колку сакаш. И доаѓа дома и го прашува синот: добро, дали ти постапи се онака како што јас ти кажав? Да, тате. Значи, ти ми кажа, собери ја жетвата, еве ја пченката, во амбарот стои, и насејав нова. Таткото се фатил за глава, мислам, бил изненаден и рекол: па зарем уште ланската жетва ти е во амбарот? Па требаше да ја продадеш. А по линијата веќе било касно за да се спасат. Значи, синот бил послушен, меѓутоа требало многу повеќе од послушност. Значи, тој точно послушал накако што таткото му рекол. Ја собрал жетвата, ја ставил во амбарот, меѓутоа веќе половина била скапана, да не кажам, значи безкорисна, а полето го оставил така, насел и оставил, нити да копа, нити да, нели, да се плеви тоа и сето тоа, да се обработи како што треба. Значи, тој точно послушал според зборовите на својот татко, меѓутоа не му угодил на својот татко. Се однесол на некој начин како да му е слуга, а не син. Знаете, слугата обично работи за пари кај некој газда и не го баш интересира колку овој ќе има добивка или дали ќе нема, меѓутоа синот е нешто сосема поинако. Значи, едно е дали сме ние послушни, друго е дали му угодуваме на нашиот татко. Има голема разлика овде. Не смееме ние да функционираме како овој син кој што бил на некој начин како слуга. Ако се сети на параболата за блудниот син, постариот син кој што останал и цело време работел на полињата на својот татко, баш го отсликува и овој што ја го спомнав во примерот. Тој се понашал, се однесувал како да му е слуга на својот татко. И бил послушен, бил врвно послушен на својот татко. И тој исто како и овој не му угодил. Че ние не смееме да се фокусираме на заповеди, на правила и на прописи. Туку треба да бидеме водени од принцип, од начело, кој што ќе ги надмине сите тие закони и принципи и прописи. Значи, треба да не води начело. За кое начело станува збор? Значи, со други зборови, послушноста не е доволна. Пример, за тоа не се фарисеите. Пазите, за да покажат колку тие му се послушни на Бога, под наводници, не само што го држале пак под наводници законот, туку измислили и еден куп своји прописи, човечки прописи, па целта им била да ги држат и тие. Имале околу 300 и кусур не прави ова, и уште 200 и кусур прави ова. И сега сите тие требало да ги испочитуваат и тоа е она што се бара. Меѓутоа, не е тоа. Еве го примерот со богатиот младич. Сеќавате? После она, значи при она средба со Исуса, Исус, откако тој го прашал Исуса: добро, учителе или рави, што треба да направам за да наследам вечен живот? Значи, за да бидам спасен. Што треба да правам? Исус му вели: па, држи ги заповеди.
И кога го прашала кои заповеди, му ги кажал, значи дел од втората плоча, значи од моралниот закон, и тој рекол, па јас ги држам овие уште од младоста, значи јас сум послушен, ама Исус сепак му рекол дека му фали едно. И сега да не одиме по Библијата, по текстот на Библијата, иако го прераскажувам ова, познат ни е случајот, Елен Вајт многу јасно кажува што е тоа едно што му фалело на овој младеж. И тоа е она начело и оној принцип кој што треба да не води нас во христијанскиот живот и кој што начело треба да ги надмине сите прописи, сите закони, заповеди кои што на кои што треба да бидеме послушни. Што било тоа? Значи му рекол Исус едно ти недостига. Потом му кажа нали што треба да прави. И тоа во суштина она што му недостасувало е следно. Му недостигало уште едно. Ова е од Копнежот на вековите, значи цитат. Му недостигало уште едно, но тоа било начело, значи станува збор за начело, од животно значење. Ете зашто послушноста не е доволна. Ова начело, кој што треба да не издигне над сите закони и прописи, е нешто што е од животно значење. Значи, необходно. Ова нешто слично како средбата, нели, на Никодим со Исус. Никодим мисли дека се знае, има целата теологија, и ако некој треба да заслужи спасение, тоа е тој и фарисеите, нели, целата група. Но Исус му вели нешто сосема друго. Не, ти треба наново да се родиш. Значи, му открива нешто што е, и му вели, не треба, него мора, рековме, кога проучававме за таа глава од Јован, мора наново да се родиш. Неопходност. И ова начело животно значење. Му била потребна Божја љубов во душата. Овој младиш, патем речено и тој фарисеј, го држал законот, рекол, па јас од младоста го држам, послушен бил, меѓутоа му фалило Божја љубов во душата. Начело кое што животно значење. И вели понатаму цитатот, ако не биде задоволен тој недостаток, значи ако ја нема таа љубов, ќе се покаже како фатален за него тој недостаток. Фатален за секој од нас. Целото негово битие ќе се изопачи. Па биди ти колку сакаш послушен. Преку угодување себичноста ќе зајакнува. Значи, што рековме при оној пример на почетокот? Синот бил послушен на таткото, ама не му угодил. Треба да му угоди на таткото. А овде гледаме дека описот за овој младич ни кажува дека тој си угодувал самиот на себе. Вели дека бил послушен на сите заповеди, ги почитувал, ама си угодувал на самиот себе си. Значи, наспроти љубов, и тоа она божествена, тој бил себичен. За да може да ја прими Божјата љубов, и за да може секој нас да ја примеме ние Божјата љубов, тоа начело што е од животно значење, тој мора, и ние мора, да се одрекнеме, значи, тој мора да се одрекне од големата љубов кон самиот себе си. Е го проблемот. Тоа е она кое што треба да биде повеќе од послушност. Тој е цитатот од Копнежот. Сега да отвориме во Марко 14 глава. Ќе рече, зошто сега пак овој пример, меѓутоа неизбежен е. Исус џабе не рекол дека се доека се проповеда Евангелието, ќе се спомнува ова за твој спомен. На кого и рекол? На кого му рекол така Исус? На Марија Магдалена. Марија Магдалена во куќата на Симон фарисеот, пак фарисеј. Го имаме фарисеот, ги имаме учениците, и имаме една грешница, Марија Магдалена. Значи 14 глава Марко, од 3 стих. Она што на младичот му не достигало, ова жена го поседувала. Затоа ќе се спомнува се доека се проповеда Евангелието за незиното дело, затоа што таа ја имала таа љубов во душата и едноставно ништо не можело да ја спречи, а да не ја излее од својата душа. Пред се како благодарност кон својот Спасител Исус, кој што изгонил од неа 7 демони, уште и го воскреснал Лазар, незиниот брат,
И морал да најде начин како да му се оддолжи, како да му се заблагодари на Исуса. И вели 3 стих, и кога беше во Витанија, во куќата на Симон лепрозниот, додека беше прилегнат покрај трпезата, дојде една жена која имаше сад од алабастер, со чисто скапоцено нардово миро, таа го скрши садот од алабастер и го излеа мирото врз неговата глава, а некои негодуваа, говорејќи меѓу себе, зошто се растура така мирото? Имено мирото можеше да биде продадено за повеќе од 300 денари и да им се даде на сиромасите, негодуваа против неа. Највеќе негодувал Јуда. И сега интересно, таа го има токму на начело, кој што е животно значење, кој што го немал младичот, кој што го немале фарисеите, кој знае кој од нас го има, ако сите се запрашаме. А учениците, Симон, останатите негодуваат. Што ова сега толку се растура? Таа Марија Магдалена била сепак посебна на некој начин. Ова нејзино дело е посебно во Библијата, затоа Исус и рекол дека ќе се спомнува секојаш, се доека се проповеда Евангелието. Значи се до крајот на овој век, да кажеме, историјата на оваа земја, се доека се проповеда Евангелието. Таа едноставно сакала да му угоди на Бога. За сето она што Господ, значи Исус, го сторил за неа. Значи, кога имате љубовта не знае за доста. Не знае за некои ограничување. Знаете, Господ сега бара од мене тоа и тоа ќе држам. Не. Љубовта дава. Љубовта дава и дава. Не знае за ограничување, не знае за доста. Таа совршено го покажала овде. Кој наредил на Марија Магдалена да го направи ова? Кој кажал? И кажал некои инструкции, имало некои прописи како треба ова да се направи. Никој не се не и наредил. Него, тоа што ја потикнало, тоа било Светиот Дух, значи таа благодарност и љубовта што веќе ја чувствувала во душата, за да му ја покаже, значи, благодарноста на Исуса. Па затоа и толку многу се потрошила. 300 денари, тоа е цела годишна плата, сме зборувале често пати. И тоа, пазете, 1 денари била, значи, дневница, меѓутоа, во тоа време жените многу потешко можеле да заработат 1 денари. Тоа било многу потешко за неа. Колку ние сме вакви? Колку ние едва и чекаме прилика за да ја покажеме љубовта, односно да му угодиме на Христа. Таа едва и чекала и не марала на ништо, на никакви предрасуди, на преговарања, оговарања од околу, ништо не марала на тоа, целта и била да стигне до Исус и да го направи тоа дело. Затоа што љубовта не може да ја сокриете, таа едноставно извира. Сетте се на Самарјанката, зборував минатиот пат. Може ли таа тоа да го сокрие во себе? Не можела. Отрчала без никаков срам да им каже на другите со кого се сретнала. Тоа е она што е повеќе од послушност. Или еве една ситуација во втора книга Самуилова. Значи отворете во втора книга Самуилова, 24 глава. Втора книга Самуил, 24 глава. Од 22 до 24, значи таму на самиот крај од втора книга Самуилова. Знаете, ова е после она глупост, после оној попис што го прави Давид, значи пребројување на Израел. Познаете оној помор што се случува и сега Давид треба да принесе жртва пред Господа, да се покае за сето тоа што го направил. И Евусеец Орнан е спомнат овде, кој што му вели на Давида во 22 стих: мојот господар и цар нека го земе и нека жртвува она што е добро во неговите очи. Еве говеда за паленици, млатови и волска спрема за дрва. Значи Орнан сака да му подари нешто од говеда, од стока на Давида, за да тој жртвува. Видите што вели Давид?
Се тоа слугата на мојот господар цар му го подарува на царот, значи овде вели Орнан, уште му рече Орнан на царот, Господ твојот Бог нека ти биде милости. Че ова се зборува на Орнан се уште. И Давид вели, еве што вели. Но царот му говори на Орнан во 24 стих. Не, туку сакам да купам од тебе и да платам. Нема да му принесувам на Господа својот Бог паленици што ми се подарени. И така Давид ги купи гумното и говедата за 50 сребрени сикли. Затоа што сакал да му угоди на Господа. И односно и на некој начин да се извини пред Господа, или да се покае за она што претходно го сторил. Значи не се сложил со Орнан да поклонето, па сега му го жртвува на Господа. Не, тој сакал со своји пари, тој да се истроши, тој да поднесе жртва, како Марија што поднела огромна жртва, да му искаже благодарност на Господа. Зошто ние некојаш доаѓаме со ефтини дарови пред Господа? Дали може би го немаме тоа начело во себе? Нема желба да му угодиме, нема нешто што не бутка за да му угодиме, да му кажеме благодарност на Господа. Знаете, често пати знаеме да оставиме пари, нели, за како дар на благодарност, нели, меѓу другото. Интересно е што сме оние кои се редовни и верни во давањето на десеток, и точно тоа е 10-ти дел од платата, но тоа е затоа што ни е заповедано, па сме послушни. А дарот се остава слободно на секој, однакво што може да даде. И ворете, ако толку може да дадете, ворете тоа. Митоа, зашто некој што ставаме, немојте погрешно ме сватите ми, значи едноставно во контекстот на темата што ја зборувам, дали е присутно тоа начело кај нас, зашто некој што ставаме ситни пари, дали е тоа се што можеме да дадеме, или пак, значи, кога станува збор за заповедта ќе ја одржиме, меѓутоа, она што е повеќе од тоа, кај нас како да го нема. Како да го нема тоа начело, како да не живееме според тоа начело. Љубовта, зарем нема што да му укажеме на нашиот Господ? Што се тој прави во нашиот живот? А како ние му враќаме? И не станува збор само, значи, за материјални средства овде. За да му угодиш на Господа, треба да вложиш и време. Господ бара време. И ние сме се научиле, знаете, тоа е она што јас не можам да го сватам. Значи, се уште кај, поедини особи. Колку ние време му даруваме на Господа? Обично знаеме, кажеме 24 часа. И тие 24 часа се овие се тие 24 часа, во кои што сега живееме. 24 часа од вчера, со зајди сонце, до вечер со зајди сонце. И толку. Чекайте, заповедта е така. Ама начелото, каде е начелото? Повеќе од послушност е потребно. Ако јас ја имам љубовта кон Господа, мене ќе биде цела недела сабота, така речено. Јас ќе сакам времето да го поминам со Господа. Марија Магдалена, сетете се, поминувала време покрај Господа, па дури и за тоа била укорена. Сетете се, Марта во кујната готвела, а Марија клекнала пред нозете Исусови да слуша. И за тоа дури била укорена. Па Исус ќе ја пофали и во тој случај, како и во овој, и ќе рече, едно ти беше потребно на Марта и вели, тоа што го направи Марија, тоа е добриот дел. Тоа е она што требаше. Значи, потребно е и време. И тоа што сега да кажам, не можам да се начудам како некои тоа така го сваќаат некако. Значи, јас не сум против тоа да почнеме во секундата сабота и да завршиме во секундата сабота. Меѓутоа, тоа ли е тоа? Љубовта дава, рековме. Љубовта нема граници, не можеш да ја ограничиш со принципи и правила. Зошто? Чудно е некојаш зошто ние сме толку минимистички некако настроени. Ние сме христијани кои што бараме минимизам, нешто минимално да е. Па Господ, да речеме, заповедал било што и ние сега гледаме најминимално колку што,
Тоа е доказ само дека ја немаме љубовта. Љубовта не знае за доста, рековме. Љубовта дава над сите граници, над сите прописи и закони. Да не, значи, кажувам сега некои конкретни работи, да речеме, околу било што. Може да се сетите, да се подсетите, да ви текне, на што може да мислам. Значи, на било какви прописи и правила може би што ги имаме, што ги застапуваме, и сега ние гледаме нешто најминимално што можеме да му го дадеме на Господа, да се откажеме од нешто. Тоа не е љубов, тоа беше. Ако вие сте влюбени во некоја особа, вие тогаш безрезервно давате се. И ако тоа не е случај, тогаш ние го немаме она начало, како што го немали богатиот младич, кое што начало е од животно значење. Ако немаме љубов, немаме ништо. Ние еднаш зборувавме во една тема насловена се или ништо. Че не се само тие 24 часа. Еве да видиме што вели псалмистот Давид во својот 90-ти псалм. Псалм 90, 12 стих. Ово е стих што често пати брат Зоран го спомнува, го кажува. Што вели овој стих? 90-12. Научи не да ги броиме нашите дни, да придобиеме мудро срце. Чи дали само саботата и тие 24 часа? Ние постојано треба да минуваме. Ако го сакаме Господа, ако го сакаме Исусот постојано, нам ќе ни биде мило да минуваме време со Него. Па нема да ни биде тешко тука и да останеме и до 3, да речеме, сега ако јас земам да бидам као Фидел Кастро. Да направиме ли опит? Да видиме дали може. Или како прво ќе испозаспие. Се шегувам. Значи, зборувам во контекст на тоа дека воопшто нема да ни биде тешко. Затоа што го љубиме Господа. Зашто го љубиме Неговото Слово и мило ни е да го слушаме, го треба и цел ден. Битие 5.24. Овде, овој стих ни кажува за еден од великаните на верата. Човек кој што не видел смрт. Енох. 5.24 ни вели: Енох одеше со Бога, значи еднакво одеше со Бога, потоа исчезна, Бог го зеде. И во Евреите 11.5 Павле ни дораскажува за Енох, како тоа Енох одеднаш исчезна и Господ го зеде. Зошто? Евреите 11.5 Преку вера Енох беше пренесен така да не ја види смртта и веќе не се најде, зашто Господ го зеде, зашто преку неговото земање тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. Енох не само што му беше послушен на Бога. Енох еднакво одеше со Бога. Енох времето го користеше мудро, за да придобие мудро срце и не само мудрост да придобие, туку и вечност. Чи Енох му угоди на Господа. И Марија му угоди на својот спасител Исус Христос и меѓу другото, знаете што жртвуваше Марија? Марија ја жртвуваше својата гордост. И на некој начин го сокри, го тргна својот срам. Знаете која беше? Марија Магдалена? Еве, некоја споредби со Самарјанката по минатиот пат. И нејзи беше срам да се појави во јавност. И што е тоа што ја натера, пак ќе кажеме тоа начело, љубовта, да без оглед на тоа што ќе кажат, а знаеше она што ќе кажа, што би можеле да кажат овие мажи, па поготово Симон не му е срам, тој кој што ја натера на блудничење, па тој уште имаше да каже. И значи го тргна својот срам, ја тргна својата гордост, онаа човечка, нели, природна гордост што секој човек ја има, и без никакви пречки, затоа што беше водено од тоа начело, дојде и го направи тоа дело. Го разби тој стаклен сат и тоа миро и го мироса Исуса. Немала срам и ништо не можеше да ја спречи. И пак ја спомнеме стихот Римјаните 1.16. Што вели стихот? Павле вели: зашто јас не се срамам од Евангелието. Како би можеле да се срамиме од Евангелието, кој што е сила Божја за спасение на оној кој што верува.
И замислите денеска, може би поради недостаток на тоа начало, ние како да, може би се срамиме да го проповедаме Евангелието. Пазите, живееме во век, кој што е толку морално паднат. Имате паради на гордоста, така наречени, не се срамат да излезат среде град некои кои што Библијата остро ги осудува. Го осудува нивниот греф, значи погрешно да не се разбереме. Господ ги сака сите. Тие не се срамат и не нарекуваат дури својата парада на гордоста, па не знам дали читате и слушате во изминативе денови за таа парада што треба да се случи во Белград. Минатата година не се случила, заради безбедносни причини, можно и оваа година се одложи, од истите причини, но дури читав дека најверојатно овој Ивица Дачич ли беше новиот премиер, се секирал ради безбедност. Може да настане хаос на таа парада, никој не може да им гарантира безбедност на тие што ќе парадираат. И наводно биле пред изгласување на тоа да ја укинат парадата, не се случи, па Хилари Клинтон реагира и знаете што рекла? Јас ќе додам и јас ќе ја водам парадата во Белград. Прва ќе бидам. Леле, што чудо ќе направила. И не знам, еве сега, како што читав последно, нешто као да попуштаат некои работи, меѓутоа еве ќе видиме што ќе случи. Но ова го зборувам во контекст да живееме во време кога блудници, безобразници, неморални луѓе не се срамат да го кажат тоа што се. Имате секакви разноразни глупости денеска, се фалат и тоа ќе направат снимка, ќе ја пуштат на YouTube, не знам што, па да ја гледа цел свет. Значи не се срамат од ништо буквално луѓето, а ние да се срамиме од носењето на Евангелието, Евангелието кој што живот значи, спасение за душите. Замислите. Немало срам кај Марија, немало срам кај Самарјанката, затоа што имале љубовта Божија во срцето. Биле допрени од милоста Господова. И уште и да прочитаме Марко 8.38. Марко 8.38. Што не вели овој стих? Зашто кој се срами од мене, вели Исус, Господ, и од моите зборови, значи од Словото моје, од Евангелието, во овој прелюбодеен и грешен род, пазде е тоа, она што го зборувавме пред малку, уште тогаш бил прелюбодеен и грешен родот, па камо ли сега каков е, и човечкиот син ќе се срами од него, кога ќе дојде во славата на својот татко со светите ангели. Појасно не може да биде, нема ни што да коментираме овде. Ако ние се срамиме од неговите зборови, односење на Евангелието, тогаш и тој ќе се срами од нас. Исус не се срамел од тоа што Марија го допирала, како што Симон сметал, како овој, ако е вистински пророк, ако знае како е ова, нема дозволи да го допира. Не, Исус не се срамел од тоа. И па Марија се срамела да го направи тоа, а ние се срамиме од проповедаме Евангелието. Без оглед на минатото што го имала. И тоа дошла за да му се заблагодари на Господа, затоа што била спасена од него. Привлечена од таа љубов. И еве што ќе изјави на крајот во 14, значи Марко 14 глава, што е изјавил Исус за Марија. Значи како и во случајот кај Марта, мислам во нивниот дом кога бил, при оној случај со Марта, така и овде ќе ја пофали Марија, незиното дело ќе го пофали. Затоа што тоа е она што е потребно на секој од нас, тоа е она што е начало, што е од животно значење. Не само послушен на некои си принципи што Господ ќе ти ги каже и толку. Значи Марко 14 глава од 6 до 9, тука е тоа Исусово обраќање до Марија. Иако сите не го доволе, сметале дека тоа е растурање на пари и така натаму, Исус рече, оставете ја, зошто и досадувате? Таа направи добро дело на мене. Интересно е што ова е утринскиот стих од вчера, ако не се лажам, вчера беше овој стих како утрински. Значи, оставете ја, зашто и досадувате, таа направи добро дело на мене. Читајќи ја она книга за утрински стихови, што е за оваа година, од срца се вика, така е преведена на хрватски, From the Heart, да, оригиналот, односно
Тоа е пак компилација, значи со утрински стихови, со цитати од Елен Вајт. И хрватскиот превод, не знам кој е тој хрватски превод што беше искористен при овој стих, е многу интересен. И супер се вклопува во ова што зборуваме денеска. Значи стихот вака гласи таму во тој превод. Но вака би гласил на македонски кога би го превеле. Но Исус рече, оставете ја, зашто и досадувате, таа направи дело на љубов кон мене. Многу убав, интересен превод. Тоа што таа го направи беше од љубов, всушност. А не од што и беше заповедано, што мораше и требаше тоа да го направи. Не, Марија беше повеќе од послушна. Тоа е она што треба ние да бидеме. Послушноста е битна, нормално, меѓутоа треба да бидеме повеќе од послушни. Ако го немаме начелото на љубовта, тоа џабе е послушноста. Џабе богатиот младиш бил послушен на целиот закон. Кога му фалело токму тоа е едно, што е многу битно. И него дочитав тој извештај, да се подсетиме, значи, не и досудувајте, оставете ја. Зошто бедните ги имате секојаш со себе, значи сиромашните ги имате секојаш со себе, секојаш ќе имате прилика да им помогнете и можете да им направите добро, кога ќе посакате, а мене ме немате секојаш. Таа направи што можеше. Го помаза пред време моето тело за погребение. И вистина ви велам, каде и да биде проповедано Евангелието по целиот свет, ќе се раскаже и што направи таа за нејзин спомен. И еве, денеска и многу пати претходно зборуваме за овој пример, затоа што навистина величествен пример. Го сликува Евангелието буквално цело. Ова некако подсетува на една случка. Значи, пазите, меѓу другото, реков, Марија Магдалена ништо не можело да ја спречи да го направи ова. Зашто било потикната од љубовта, која е горела внатре, која што не може да се додржи, треба да се излие. И не марала за луѓето што ќе кажат. Впрочем, не дошла да им угоди на луѓето, туку да му угоди на својот Господ. Ваква една слична ситуација имаме во Стариот Завет, во Втората Самуилова книга, предходно малку отворивме таму, сега пак да се навратиме. Значи, втора книга Самуилова, во 23-тото поглавје, овде станува збор за тројица, мислам дека беа верни војници од оние 30 Давидови, значи херои така наречени, значи онаа посебна гарда што е имал. Втора Самуилова 23 глава од 13 стих. Еве што се случува. Еднаш тројцата од 30-мина тргнаа на пат и во почетокот на жетвата дојдоа кај Давида во Одоламската пештера, кај што Давид се крил, кога една филистејска чета беше влогорена во Рефаимовата долина. Давид тогаш беше во својата крепост, а филистејската посада тогаш беше во Витлеем. Давид издивна: о, кога некој би ме напил со вода од витлеемскиот кладенец што е кај вратата. Ама филистејците тука биле. Се требало да има херои кои што... Значи, тој само рекол, не заповедал никому. О, кога би имало некој да ми понуди вода, да ми донесе вода. И што се случува? Тогаш тие тројца јунаци, 16 стих, проодреа низ филистејскиот логор, го ризикуваа својот живот, не размислуваа што прават, никој не им заповедал. И откако нацрпија вода од витлеемскиот кладенец што е кај вратата, му го донесоа и го дадоа на Давида. Во тоа велика Давид не сакал да ја пие оваа вода, затоа што сватил дека тие го ризикували својот живот, значи, сватил што се во состојба да направат. Зошто? Кој им заповедал? Никој не им заповедал. Направиле, значи, нешто што е повеќе од послушност, нешто што е начело, нешто што е љубов кон својот цар. Значи, во случајов сакале да му угодат на царот, иако пред се ние она што треба да му угодиме и да му угодиме на Господа. Меѓутоа, ова е еден убав сликовит пример како воопшто не размислувале. Така и ние, драги браќи и сестри, треба да бидеме во нашиот христијански живот. Не само она Господ што го кажал, толку и точка. Не мрдаме од таму. Не, многу повеќе од тоа е потребно. Значи, љубовта не знае за наредби, не знае за доста.
Евреите 11 глава 6 стих. И со овие неколку стихови ќе привршиме. Евреите 11:6. Послание до Евреите 11 глава 6 стих, она глава кај што се спомнати јунаците на верата. И ова е многу добро познат стих кој што вели дека без вера не можеме да му угодиме на Господа. А рековме дека не само треба да му пишеме, што треба да му бидеме послушни на Господа, треба да му угодиме. Сега меѓу другото, верата е она без која што не можеме да му угодиме. А ако отвориме во прво послание до Коринќаните 13 глава, кое што поглавје зборува за љубовта, вториот стих, знаете што вели? И ако имам дар на пророкување и да ги знам сите тајни, сите знаења, сите дипломи, по теологија, по било што, и ако имам и сета вера, така што да преместувам и планини, а љубов ако немам, ништо не сум. Сега, едниот стих вели без вера не може да му годиме, а овде вели и сета вера да ја имам, ако љубов те ја немам, ништо не сум. Значи не можеме само со верата да му годиме на Господа. Испаѓа дека вера минус љубов е еднакво на ништо. Барем јас така можам да ја поставам ова работа. Вера минус љубов е еднакво на ништо. Одговорите во Галатјаните 5.6. Галатјаните 5.6. Како треба, значи, да бидат во комбинација љубовта и верата? Еве во одговорот Галатјаните 5.6. Зашто во Христа Исуса ниту обрезанието има вредност, ниту необрезанието. Значи, ниту крштевањето има вредност, ниту некрштевањето. Што е тоа? Туку љубовта, односно верата која што действува преку љубовта. Тоа е она што е вредно. Така може да му угодиме на Господа. Вера која што действува преку љубовта, тоа е таа делотворна вера, тоа е таа вера која што е буткана од љубовта, од она начело од животно значење што е. Верата во превод значи послушност, со други зборови. Меѓутоа, кога ќе ја додадете љубовта, тогаш ја имате она вистинска комбинација. Значи, многу повеќе од послушност не е потребно. Верувам дека тоа го свативме и разбравме. И преку примерот на Марија, и преку примерот на богатиот младич, еве и со Давид, видовме некои примери. Факт е дека, ако само се држиме строго на словото, на законот, и ако ги испочитуваме сите прописи, сите правила што ни се дадени, сето тоа ќе биде џабе, ако тоа не е потикнато од љубов, од она вистинското. Од она што биле потикнати Марија Магдалена за да го направи тоа дело и Самарјанката за да го направи делото за кое што зборувавме минатата сабота. Нека му е слава на Бога за оваа прекрасна вистина и за сите овие поуки што ни ги упатува од своето слово и нека ни даде сили да можеме сето ова да го сватиме. Верувам дека го свативме, не бе доволно, мислам, не бе премногу тежок за да не бе сватите и за да го спроведеме тоа во живот. Да му угодиме на Господа. Тоа е она што треба да биде прво и основно. Пазите, жената може сака да им угодите, децата може сака да им угодите, ама прво и основно што треба да ни биде. Значи, прво и пред жена, и пред деца, и пред било што е Господ. Тоа не зашто дека не треба да ги сакате жената и децата, знаете што приоритетен е Господ. Не му треба да му угодиме, а без љубов, без вера, таа делотворна вера, нема да можеме. Нека му е слава на Господа уште еднаш. Амин.